За поздрава животна средина и помал со браќаен метеж, овој пат полесно до велосипед. Градот Скопје ќе ги поттикнува граѓаните да купуваат велосипеди, доделувајќи им субвенции. Истите ќе покриваат 50% од вредноста на велосипедот, но не повеќе од 4000 денари, а ќе биде вклучен и персонален данок на доход. За овој проект главниот град ќе одвои 10 милиони денари, кои ќе се обезбедат од буџетот на градот за 2017 година. Значи ќе издвоиме ќе предложиме 10 милиони денари да бидат наменети за субвенции за купување на велосипеди. При тоа максималната вредност која што ќе можат граѓаните да ја добијат како субвенција за купување на велосипед е 4000 денари. Со ова планираме дека ќе се купат некаде околу 2500 велосипеди во градот Скопје. За овој предлог ќе треба да одлучуваат градските советници на седницата на советот што е закажана за утре. Конкретните критериуми и услови, како и начинот и постапката и конкурсот за доделување на субвенциите за купување велосипеди ќе бидат дополнително одредени. А изминативе неколку години градот Скопје посветено работи на подобрување на условите за користење на велосипед во градот. Ова го правиме со оглед на тоа што во изминативе периоди, знаете дека градот Скопје промовираше пред 2 години еден проект Скопје Велоград 2017, при што беа дефинирани 4 рути. Покрај тоа исто така градот Скопје во изминативе неколку години ја направи велосипедската патека во должина од 10 км покрај кеот на реката Вардар, така да интензивно работиме, пак ќе повторам уште еднаш, на создавањето на услови за движење на велосипеди во градот Скопје. При тоа оваа година очекуваме да за прв пат реализираме еден проект со кој што ќе може да се користи велосипед и долу на лентите кај што се движат возила, ќе се одземе дел од тие ленти и ќе бидат спуштени велосипедите на коловозот кај што се движат автобусите, со тоа што тие ќе бидат правилно обележени и ќе бидат одвоени. Одлуката за субвенции, но и константното вложување и подобрување на условите за велосипедистите, како и проектот Скопје Велоград, е со цел да се мотивираат граѓаните да го користат велосипедот како превозно средство кое од една страна е економски поисплатливо, но од друга страна е и еколошки превозно средство, со кое не се загадува амбиенталниот воздух.